Толку многу настани, а само 5 минути, да почнеме со лидерите на коалицијата Вреди кои наголемо се спремаат за локалните избори, иако до нив има уште 8 месеци. За избори на партиите на албанците најважни им се вработувањата. Тоа се сигурни гласови. Та дуи, та влен, устата им е полна кога ветуваат дека ќе вработат албанци. И се разбира во јавната администрација, да не мислевте дека ќе ги вработат во некоја приватна фирма, каде се бара знаење. На државно, да бидеш албанец е професија. Тоа е доволно да те примат. Еве, вице-премиерот Изет Меджити најави дека ќе се вработат илјадници албанци, повеќе од тоа што вработиле дуи. Ви велам јас дека тие се надпреваруваат со дуи, тоа сакаат да бидат исти како нив. За едни вработувања лидерите на Вреди заборавија и на химна и на грб. Пара си е пара. Химната и онака не ја пеат, грбот не ни знаат каков е. Меđutim со пола уста изјави дека химната и грбот нема да се менуваат, но оти немало табу теми. За нив само вработувањата се важна тема, за другото се дил ориентет. Како ќе се наближуваат локалните избори, така Изет Меджити и Билалка сами ќе се додворуваат кон ВМРО ДПМН и ќе предат како мачиња. Тие добро знаат дека без гласовите на нивниот коалициски партнер, тешко дека Тетово и Гостивар ќе бидат под нивно владение. Овие дуи, какви такви се уште имаат приврзаници, лесно може да си ги повратат овие бастиони на албанците со Секичево и Струга. Затоа на Вреди ќе им биде подобро да намалат со национализмот. Ка сами, еве сега може уште некоја слика да стави од голема Албанија и УЧК во неговиот кабинет. Да резимираме, за Вреди вредат само вработувањата на албанци, се разбира на државно. Ништо поарни не се ни во СДСМ. Еве на Бикачка ќе бираат нов председател. Венко ќе се бори против Филипче. Се очекува неизвестна трка. Победникот нема да биде познат до броењето на последното ливче. Како што е неспособен, докторот може да изгуби и од самиот себе, а и да победи, мандатот ќе му трае до локалните избори на кои ќе доживее дебакал. После шејкот од Дубај ќе каже кој ќе седне на престолот. Заменичката на Филипче уште сега вели дека не е исклучена можноста со дуи да коалицираат на локалните избори. Не им иде паметот. Премиерот Христијан Мицковски во Вашингтон одржа историски говор од кој секој македонец може да се чувствува горд. На совршен англиски јазик го потсети светот за неправдите кои досега ни ги имаат направено и за оние кои допрва сакаат да ни ги направат. Ја спомена промената на името, знамето, уставот и сето тоа што ни го прават некои наши соседи се вика мешање во внатрешните работи. We changed our flag. We changed our currency. We changed our constitution and we changed our name. А се сеќавате на овој полиглот? So Europe need to remain more sexable lady in the world. Concurrent to our NATO membership, the EU, we eagerly wait, respected Secretary General. Корисниците на парите од USAID уште не можат да се опорават од шокот дека им ги секнаа парите. Минатата епизода реков дека тие лесно ќе најдат нов спонзор и од ЕУ чека нив. Па еве ги, 60 невладини организации бараат сега да ги финансира Европската унија кога не сака Америка и оти приоритет требало да бидат правата на ЛГБТ заедницата. Господе Боже! Заменик директорот на FBI Ден Бонджино ги разголи шарените за сите пари. Се сеќавате на онаа девојка која се шминкаше на штитот на полицаецот за време на протестите во 2017 година. Па таа девојка се шминкала за убава пара од USAID и Сорос. Ништо нема за џабе, па ни убавината. Во состојба на очај, европските лидери најавуваат европски вооружени сили. Ако за членството во НАТО требаше да го смениме името, за да почнеме преговори со ЕУ треба да ги внесеме бугарите во устав. За да влеземе во оваа европска војска, што ќе треба да дадеме? Веќе немаме што да даваме. Овие од СДСМ веќе дадоа се што беше вредно. И на оваа ЕУ треба да ја попуштиме. Дека Европа веќе нема да биде исто покажаа изборите во Германија. Очекувано победи ЦДУ, АФД се доближува, а најголем губитник е германскиот СДСМ, начело со Олаф Шолц. Кармата е страшна работа. Човекот кој јавно го поддржа Димитар Ковачевски обвинува дека му се мешале од страна на изборите.
Војната во Украина ќе заврши побрзо од што мислевме. Трамп е решен да донесе мир. За таа цел ќе го тргне секој што му стои на патот. Прв за тоа е председателот на Украина Зеленски, иако тој и не може да се нарече председател, бидејќи мандатот му е истечен повеќе од 1 година, а неговото собрание одби да му го продолжи. Затоа и не може да биде на масата за преговори. И место да слуша што ќе му кажат, тој уште се кара и се ценка. Не сакал да ги даде минералите на Америка, оти тие му дале $100 милиарди во оружје, а минералите вределе 500 милиарди. Или пак Илон Маск му се закани дека ќе му го исече интернетот. Тоа повеќе ќе го заболи. Веќе се насетува каков ќе биде исходот од војната во Украина. За Русија ќе останат освоените територии, за Америка минералите, а славата за Украина. На ЕУ ќе остане да ја плати сметката на крајот, секому по заслугите.